Добар ден. Добре дојдовте во нашата црква, Слободна евангелска црква, Добра вест. За почеток ќе се помолиме и побараме водство од нашиот Господ Исус Христос за славењето, за проповедта. Татко наш небесен, ти благодариме за твојата добрина, за твојата милост, за твојата благодат, со која што постојано не обдаруваш, за твоето присуство, Господе, во нашите животи, за твојата сила, Господе, и за твојата изобличувачка моќ, која што постојано не ни дава мир да се задоволуваме со она кој што сме, онаму каде што сме, туку постојано да копнееме, да растеме во познавањето Твое, да растеме во верата, во тоа да наликуваме на Тебе, Исусе, да копнееме, да секојдневно да ги исполнуваме Твоите заповеди, Твоето учење кое што го остави за нас, и не само денес, туку и преку целата недела да живееме еден угоден живот пред Твоите носе. Те молиме, Господе, сега смирине, скротине нашите мисли, Господе, зауздај ги, концентрирај ги на она што следи, да те славиме, Господе, со вистински срца, со целата наша душа, со целото наше битие, да се посветиме, Господе, на молитва, на славење, на слово и се што е, Господе, непотребно во нас, се што е пречка, товар, за да исполниме тоа наше славење кон Тебе, Господе, ти отстрани го. Те молиме, Господе, за оние кои што денеска не се овде со нас, во оваа заедница наша, кои што од најразлични причини се спречени или пак доаѓаат се уште наваму, не се пристигнати. Ти, Господе, биди исто така и со нив. Охрабрувај ги. Давај им, Господе, копнеш да бидат во единство со нас, да бидеме, Господе, вплотени во Тебе, во едно мисла, во едно срце, Господе, да сакаме да те следиме Тебе постојано. Дај му мудрост на нашиот пастор, Господе, да го изложи Твојата проповед, Господе, Твоето учење, за да не поучи нас, Господе, да не изобличи, а нас отвори да го чуеме тоа, Господе. Предаваме во Твоите раце сите наши грижи, сите наши товари и молиме, Господе, за Твоето присуство да е сега со нас. Во името на Исус Христос се молиме. Амин. Да го славиме сега, Господ. Држи водите во тек, кој ги создал звездите без век. Сите луѓе треперат пред Бог, небото прославува Бог. Седи тој на трон, поклонете се си.
se ponizi, stignatoj do smrt. Isus Hristos voskres na tvoj put. Idete, seditoj na tron, poklonete se site, pogledajte, nesporedni vedoj, proslavete go Vladeš ti večno, 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 vladeš ti večno. Idete, seditoj na tron, poklonete se site, pogledajte, nesporedni vedoj, proslavete go site. Idete, seditoj na tron, poklonete se site, pogledajte, nesporedni vedoj, proslavete go site. Doagam, ispovedam, vo tebe se odmaram, bez tebe sum iscrpen, so tebe sum ispolnet. O mi trebaš, o mi trebaš, sekoj čas mi trebaš,
искушувам и кога паѓам велам јас, Исус моја надеж си. Да ти пеам Боже јас, кога сум искушуван и кога паѓам велам јас, Исус моја надеж си. О ми требаш, о ми требаш, секој час ми требаш, моја одбрана, моја праведност, о Боже ми требаш ти. О ми требаш, о ми требаш, секој час ми требаш, моја одбрана, моја праведност, о Боже ми требаш ти. Моја одбрана, моја праведност, о Боже ми требаш ти. Колку е голема твојата добрина, што ја чуваш за оние кои те почитуваат и ја излеваш пред очите на луѓето, над оние кои тебе те имаат како закрила. Со своето присуство ги закрилуваш од сплетките на луѓето. Во твоето живеалиште ги засолнуваш од клеветничките јазици. Слава на Господа, зашто ме пригрна со својата љубов чудесна, кога бев во градот под опсада. Во мојата агонија веќе си мислев, отфрлен сум, нема веќе ни да ме погледнеш, но ти го чу мојот повик за милост, кога те повикав на помош. Љубете го Господа, сите свети и негови. Ги чува Господ верните, а ги казнува горделивите. Бидете храбри и со бодар дух, сите вие кои на Господа се надевате. Христе, те воздигаме, тебе на престолот. Овде си помеѓу нас.
Денешната проповед ќе се базира на стиховите од книгата Дела на апостолите, од 18 глава, од 18 стих до 19 глава, 7 стих. Ќе ги прочитаме. Откако помина таму уште многу време, Павле се прости со браќата и отплови за Сирија, заедно со Акила и Прискила, откако ја острига главата во Кенхреја, бидејќи беше дал завет. Кога пристигна во Ефес, ги остави нив таму, а сам тој влезе во синагогата да расправа со јудејците. А кога тие го замолија да остане кај нив подолго време, тој не се согласи, туку се прости со нив и рече: без друго празникот што иде треба да го поминам во Ерусалим. Ако даде Бог, па ќе дојдам кај вас. И отплови од Ефес. И Акила и Прискила останаа таму. Кога слезе во Кесарија, отиде во Ерусалим да ја поздрави црквата и потоа замина за Антиохија. Откако престојуваше таму некое време, тргна на пат и ги обиколи поред пределите на Галатија и Фригија и ги утврдуваше сите ученици. И дојде во Ефес некој си јудеец по име Аполос, родом од Александрија. Тој беше красноречив човек, упатен во писмата. Беше поучен во патот Господов и со распламнет дух зборуваше и поучуваше правилно за Господ, иако знаеше само за Јовановото крштение. Тој почна да зборува смело во синагогата. Кога го слушна Акила и Прискила, го примија кај нив и му го изложија патот Господов поточно. А кога тој сакаше да замине за Ахаја, браќата се обратија со писмо до тамошните ученици за да го примат. И тој, кога стигна таму, многу им помогна на верниците преку благодата, бидејќи силно ги побиваше јудејците пред целиот народ, докажувајќи преку писмата дека Исус е Христос. Додека Аполос беше во Коринт, Павле, откако мина низ горните земји, дојде до Ефес. Таму сретна некои ученици и им рече: кога поверувавте, примивте ли Дух Свети? А тие му одговорија: ние не сме ни слушнале дека има Дух Свети. Тој им рече: а како бевте крстени? Тие одговорија: со Јовановото крштение. Павле рече: Јован крштаваше со покајно крштавање, велејќи му на народот да верува во оној кој иде по него, односно во Исус Христос. Кога го слушнаа тоа, тие се крстија во името на Господа Исуса. И кога Павле ги положи рацете над нив, слезе Духот Свети на нив. Тогаш тие почна да зборуваат на разни јазици и да пророкуваат, а вкупно беа околу 12 души. Амен. Добро. Библијата во 6 глава на Битие, почетните страници, говори за едни джинови. Сега Сара овдека ме предупреди дека джинови се духовни суштества во исламот. Знаете зашто става? Исполини, гиганти и така натаму. Тоест некакви суштества кои се спори, не знаеме какви се навистина во Битие 6 глава, меѓутоа можеме да кажеме метафорички за едни други джинови, може да говориме. Делата на апостолите ги откриваат како не пораст джинови, но во нивната посветеност, во нивната духовност, вистински джинови на верата. Таков е Павле. Од 13 глава тој е главниот јунак во книгата Дела на апостолите, со неговите служења во Мала Азија, во Македонија, во Ахаја. Минатиот пат видовме еден брачен пар, Прискила и Акила, кои исто така се едни духовни джинови, гиганти, кои се посветија на Словото, на службата на Словото. И денес ќе видиме уште еден таков великан на верата, еден харизматичен проповедник, Аполос. Она што ги сврзува сите нив е ентузијазмот, пожртвуваноста, ревноста за Господ. И сето тоа се должи единствено на еден фактор. Една е причината. Сите тие беа посветени на Словото. Иако живеа во време во кое знаењето беше ограничено, некои имаа само мало откровение за Господ, како што беше случајот со Аполос, иако беше период на
кратка традиција или кратка историја на христијанството, тие луѓе го посветија животот, тргнаа по тесниот пат и посветени на Словото, но она што го знаеа за Христос, верно служеа. Нивните животи беа испреплетени со животот на Христос. И она што ќе го видиме, она што можеме да го научиме, е фактот, она е основната лекција, фактот дека некој може да биде голем во верата единствено преку неговата изложеност на Христовото Евангелие, Христовото Слово, на Христовиот живот. Само изложеноста на Христовата светлина може да го запали срцето за Бог и во ревност да му служи посветено. Ајде да се подсетиме кај се наоѓаме во книгата Дела на апостолите. Павле со Акила и Прискила служат во Ефес. Се извинувам, во Коринт. Павле сам доаѓа во Коринт, неговите соработници Сила, Тимотеј се уште се во македонските цркви. Тој таму доаѓа откако е избркан и од Филипи, и од Солун, и од Берија, па и во Атина нема кој знае каков успех, и доаѓа во Коринт сам. Саме, нема пари, чека добри вести од Сила и Тимотеј и некаква помош, меѓутоа Бог го храбрува. Му праќа соработници, Акила и Прискила, верни луѓе, кои бегаат од Рим и дури наоѓаат и заеднички интерес во бизнисот, се посветуваат на производството на шатори и така Павле охрабрен и со доаѓањето на Сила и Тимотеј, кои му носат добри вести од македонските цркви и финансиска подкрепа од црквата во Филипи, и тој уште поохрабрен проповеда во синагогата. Бог работи, прави чуда, се основа нова црква во која се додаваат нови луѓе, семејства, дури началникот на синагогата Крисп станува дел. Бог го храбрува, Господ Исус лично му се јавува, му вели дека многу луѓе има негови кои ќе бидат спасени, негов народ. Секако противникот се спротивставува, Павле е обвинет пред римскиот намесник или управник Галион, исправен на бема на судилиштето на Коринтската агора со обвинение дека шири забраната религија. Галион, откако го ислуша обвинението на јудеите, го отврла и така се дозволува некако Христос да биде проповедан без забрана, официјална забрана од римската власт до крајот на први век. И што се случува? Поминуваат 1,5 година служба на Павле со Прискила и Акила во Коринт и Павле решава дека треба да замине. И така почнува тој текст што го прочитавме од 80 стих. Помина уште многу време во Коринт, се просе со браќата и отплови за Сирија заедно со Акила и Прискила, откако ја острига главата во Кенхреја, бидејќи беше дал завет. Во Кенхреја ја остригал главата. Кенхреја е пристаниште на Коринт. Пред да тргне, решава да ја истриже главата, зашто беше дал завет. Завет пред Господ. Ај ќе видиме малку зашто станува збор. Павле решава дека доаѓа крај на оваа патување, второ патување. Тој се наоѓа во Коринт и овдека е Кенхреја, пристаништето на Коринт, бара превоз. Превозот е до Азија. Нема брод директно до Сирија. Неговата намера да оди во Сирија, тоест во Антиохија, неговата матична црква, како еден завршеток на тоа патување. Чекајќи, нели, превоз, бидејќи беше дал завет, си ја стрижа главата и наоѓа превоз до Ефес. Тоа е првата точка на патувањето, со намер од Ефес потоа да најде превоз до Сирија, нели, каде што ќе ја посети црквата, меѓутоа има намера, поминувајќи преку Сирија, прво да отиде, тоест во Кесарија има пристаниште, од Кесарија,
koje je mnogo blisko do Ерусалим, наместо да оди прво во Антиохија, да ја посети Ерусалимската црква. Очигледно тој има намера. Се што се случувало на тоа второ патување, бидејќи има освоено нови територии за Господ, бидејќи Европа веќе е тлото на мисионерската дејност на Павле. Македонските цркви и црквите во Ахаја да даде како еден извештај во главната црква која е во Ерусалим. И потоа и во својата матична црква, од каде што почнува патувањето во Антиохија. Меѓутоа, има некои попатни станици, достигнат до Ерусалим и Антиохија, и тука се случуваат некои работи. Но прво сакам да кажам за тој завет нешто. Каков е тој завет? Не познаваме друг завет во Библијата, освен заветот на Назареите. За ништо, ако имало некој друг завет, не знаеме каков е тој. Немам информација за некој друг завет кој самиот Павле би познавал, освен заветот кој е опишан во книгата Броеви, 6 глава. Долг текст е, 20 стиха, целата 6 глава говори за тој Назарејски завет. Оно што е карактеристично за тој завет е дека е полн со ритуали, со обреди. Кога некој ќе даде завет, тој не смее да ја стриже косата. И затоа очигледно Павле уште во Кенхреја ја стриже косата и влегува во тој заветен период со Господ. За да не мора да ја до крајот на тој заветен период да не може да ја крати косата. Периодот на завет вклучува лишување од определен вид храна. Се што од грозје, лушпа, суво грозје, семки од грозје, вино, производ од грозје, треба да биде лишено од трпезата. Вклучително кон тој завет се дават и жртви од Стариот завет. Ако случајно се допре до мртво, тоест ритуална нечистота искуси, тој треба да оди во храмот, да пренесува жртви таму за очистување. А на крајот па кога ќе заврши заветниот период, тој пак треба да оди кај свештеникот да принесе жртва од машко и од женско јагне, и тоа како жртва за грев, и потоа да принесе и овен како жртва за мир. И откако го заврши тоа, ќе ги принесе тие жртви за прекинува тој заветен период. И сега Павле влегува во таков период на завет. Човекот кој веќе проповедал, кој дори веќе е напишано посланието до галатијаните, дека нема оправдание, дека нема оправдание за грев, освен во крвта на Исус Христос. И си мислам се, моето прашање за Павле е, каков е тој завет? Тој завет од законот, со правила на законот. Еден човек кој поучува дека нема друго оправдание освен крвта на Христос, освен жртва, дека законот не оправдува. А Павле, јудеинот, кој цел живот бил воспитуван во законот и кој ја познава благодата, апостолот на благодата влезе во завет. Моето убедување е дека тој апостол на благодата со сигурност не ги принел тие жртви кои се запишени во законот. Зошто како може еден Павле, кој е апостол на благодата, да принесува жртва за грев? Моето убедување дека Павле, кој беше јудеин, кој не престана да биде јудеин, даде содржина, нова содржина, но тој си влезе во завет, не знаеме од каква причина, но знаеме дека тој сега ќе се движи низ јудејски територии, ќе оди во Ерусалим, ќе оди во храмот, да ги будејќи христијаните се уште таму, јудејски христијани се собираат во храмот. Тој си даде завет пред Господ, меѓутоа не нарушувајќи го неговото учење, учењето за благодата. Тој даде нова содржина, христијанска содржина на тој завет. Бидејќи тој не можеше да престане да биде јудеин. И немаше потреба да престане да биде јудеин со тоа што стана христијанин. И зошто го кажувам ова? Бидејќи ние сме во едно поднебје, живееме во едно поднебје кое е исполнето, пренаситено со практики, обичаи и така натаму, кои можеби некогаш биле воведени со правилна намера да вклучат христијанска содржина,
християнска символика, но во пракса всушност били изопачени. Има многу суеверие. Има многу празна вера во сите тие работи. Испразнени од суштина туку само страв и суеверие. И ние живејќи со познавањето на Христос, на благодата, и во едно такво обкружување на роднини, на блиски, така натаму, кои практикуваат такви работи, се поставаме пред еден избор дали да живееме изолирано од сето тоа, или можеме и ние, може да ја вратиме таа христијанска содржина. Секако, има заповеди во Библијата кои се јасни, со кои нема компромис, не кради, не лажи, така натаму. И тука не може во едно грешно дејство ти да му дадеш христијанска содржина. Меѓутоа, има работи кои сами по себе, ниту се добри, ниту се лоши, ти даваш содржина, смисла, значење. Ти даваш идеја на тие работи. Да, нашиот народ во суеверието дури фетиш и од крстот направил. И многу луѓе си го чуват дома во колите, си ги носат со себе со верата дека тој предмет ќе ги чува, ќе ги спасува, ќе им дава успех во животот. И ние би требало сега по таа логика да го тргнеме. И крстот одовде. Бидејќи во светот има фетиш кон крстот. И многу други работи кои во овој свет имаат суеверно значење, бидејќи ти им дале такво значење. Но тоа значи дека ние треба сега да се стоиме настрана од сето тоа и да поставиме, да изградиме зид заради тие практики, стоејќи безбедно од другата страна и држејќи се само за она што веруваме дека ќе не води во една правилна вера. И сега тука вчера имавме настан во кој што по повод Великден или се псуваат јајца. Да ви кажам, ние сме 30 години во брак со мојата сопруга. 17 години не бевме воопшто правиле. Не, повеќе 25 години воопшто не бевме правиле дома. Не знаевме што е вапсани јајца. Во момент видовме дека може да го користиме тоа да евангелизираме деца. И почнавме прво, знаете, со киндер јајца. Бидејќи не плашеше тоа да вапсаме јајца. Купувавме киндер јајца. И видовме дека доаѓаат деца и родители и можеме да им кажеме за Евангелието и да предупредиме дека има суеверие. Но вистината, суштината е Христос, неговата смрт и воскресение за спасение. И го правиме тоа. Зашто ние даваме содржина на нештото. Во времето на Павле било такво бурно време на транзиција. Кога јудеи знаеле дека месото што ќе го купиш на пазар било посветено на идоли. И затоа јудеите се плашиле да јадат и станале вегетаријанци, не јаделе месо. Павле вели, знам дека нема демони, знам дека не постојат други богови, само Јахве е Бог. И знам дека кога тоа месо ќе се принесе на тие богови, бидејќи тие не постојат, не се менува природата, структурата на месото, тоа се останува месо, кој може да се направи манџа или скара и да се јаде, бидејќи има протеини, има масти, има она што му треба на телото. И јас не се соблазнувам од таа работа. Но, ако мојот брат во верата се соблазнува, јас исто така ќе останам. Идејата овдека е дека ние имаме слобода многу нешта и мудрост од Бог, Господ, како да ја користиме таа слобода. Но Павле, гледаме, си даде завет како што тој беше учен од законот. Меѓутоа јас не верувам дека тој пренесуваше жртви. Едноставно се случи завет со Господ за некаква работа. Може би во главата му беше таа средба што ќе има со јудеите во Ерусалим. Знаеше како го напушти последен пат Ерусалим. Бегаше оттаму. Имаше една голема коалиција наспроти него, кои сакаат да го обрзат Тит, кој беше Елин. Се сеќаваше на оние собирање во Ерусалим, на кои се решаваше околу задолжението што ги имат нејудејските христијани кои ќе станат христијани, не евреите кои ќе ја примат верата. Си даде некаков завет од оно што го знаеш од порано. И не верувам дека тој направи компромис со благодата. И така,
По патната станица кон Сирија и потоа Јудеја или Кесарија е Ефес. Еден град, трговски град, исто така центар на Азија, на римската провинција Азија. Тука се со Акила и Прискила, додека чека превоз за Сирија, влегува во синагогата. Не може да прави друго, освен да не проповеда, влегува во синагогата и, иако нема намера да остане во градот, но Бог прави така да има успех делото. Има споро, меѓутоа јудејците го замолија, очима покаже интерес, остани повеќе, и тој рече, не, мојата намера, јас имам планирано пат, на враќање, кога ќе се вратам, пак тука ќе дојдам, но ако Бог даде. Ако Бог даде. Зошто Павле на второто патување исто имаше намера да оди во Ефес, ама Бог му ги затвараше вратите. И му рече, нема да одиш во Ефес, ќе одиш во Македонија, ќе одиш во Ахаја. Сега се врати пак во Ефес, но имаше друг план. И кога рече, ќе дојдам, но ако Бог сака, Павле веќе многу добро знаеше дека не зависат од него работите. Да, јас имам план, имам намера, но не можам да ветам, зашто на крајот на краишта Бог ги врши неговите, ги извршува неговите планови и неговата воља. Ние најодговорно планираме, најодговорно и најпосветено ги извршуваме нештата со сознанието дека Бог може во секој момент да ги промени нашите планови, за да ги изврши неговите. Но не ја остави таа заедница. И тука ја гледаме големината на Акила и Прискила. Тие сите имаа намера да одат во Сирија. Тоа беше намерата на Акила. Меѓутоа, кога таму се јави поле за работа во Ефес, Акила и Прискила кажа, ние ќе останеме овдека, ти оди. И останаа таму. И гледаме дека Бог имаше голем план таму, во тој град, во Ефес. Така. И така, остануваат во Ефес, додека тој тргнува за Кесарија, од Кесарија се симнува до Ерусалим, ги поздравува таму браќата, или може да кажеме и пренесува поздрави од Филипи, од Солун, од Берија, од Коринт, раскажува за сите работи, како Бог затвараше врати во Азија, како го насочи за македонецот кој го повика во Македонија, за затворот во Филипи, за Лидија, за темничарот, за бериците кои беа посветени на изучување на Словото, во што случуваше во Атина, на Ареопагот, во Корин и така натаму. Многу нешта имал што да каже Павле и во Ерусалим, а потоа во Антиохија. Таму останува повеќе време, зашто тоа е неговата црква. И таму раскажува што се случува сигурно. И откако поминува известно време со неговата црква во Ерусалим, во Антиохија, каде што сигурно било убаво, каде што можела да си остане, да си поучува, тргнува на еден друг пат. Тргнува на пат, на едно ново патување. Тоа е третото мисионерско патување. Од Антиохија пак кон Галатија и Фригија и оттаму оди во Ефес. Ако го видите тој пат од Ефес, или ајде да го оставиме Ефес, зашто од Ефес патува со брод до Кесарија. Но од Кесарија, веќе тој пеш оди. Кесарија, Ерусалим, Антиохија, Мала Азија, Ефес. Тука е копно. Знаете ли колку е должината на таа патека? Повеќе од 2000 километри. 2000 километри. Знаете, 2000 километри е Келн, Франкфурт. Не, горе, над Франкфурт, Дортмунд, Борусија Дортмунд. Да. Тргнете со кола, возате, ќе видите колку е тешко да стигнете до таму. Павле го поменува тој пат пеш. Да, може би користел каравани некаде, тука таму. Тој пат со пустини, полн со пустини. А па во Мала Азија, во галатиските цркви, Антиохија, Дерва, тоа се па планински места, во тоа време познати со разбойници.
Павле спијал во Анови, а новите во тоа време биле ефтино пренокивалиште, но познати со нехигиена, со лоши услови за живот. Што јал тој човек, не знам. Саме на тоа патува. Тргнува од Антиохија сам низ галатиските цркви. Никој не оди со него. И си мислам, тој човек, зашто не си остана во Антиохија, па да си поучува таму, да работи како учител, заедно со браките и сестрите, од кои што е уште на почетокот на основањето на црквата. Павле презеде едно опасно патување, тој почувства многу и пот и прашина за службата на Исус, бидејќи уште со средбата на Христос. Откако ја виде неговата слава, тој си рече, се друго е измет во според и удобството во Антиохија, и можноста да бидам равин, и фарисеи и така натаму. Се измет во споредба со големото познавање, превосходното познавање на Христос, и до таа мера јас сакам да го познавам Христос, што дури неговите страдања, дури смртта на крстот, во се да го познавам Христос. Тоа е неговата испреплетеноста на неговиот живот со животот на Христос беше она што го поттикна да ги превзеде сите тие патувања на глад, бродоломи, затварања, камшикувања, каминување или што ли не, жет и глад во животот. Бидејќи го запозна Христос. И бидејќи во Христос виде богатство. Богатство за кое вреди се да се отврле, за да виде со него и да го проповеда Христос, распнатиот Христос. Оној кој умре, за него да го ослободи од се оно што го правил како грев до тој момент. И затоа Павле беше великан, ајде него се користам зборот чин, великан, гигант на верата, духовен гигант. Такви беа Акила и Прискила. Тие решија да тргнат од Коринт. Тие си имаа добар бизнис. Коринт е градот на бизнисот, убав занает, правеа на шатори. Кога Павле рече одиме во Сирија, ќе одиме, тргна. Кога видел дека во Ефес има потреба, останаа во Ефес. И бидејќи нивните животи беа сврзани со животот на Христос. И додека тоа е во Сирија, во Јудеја, можеби во Галатија, во Ефес се случуваат некои работи, таму се Акила и Прискила, и таму се запознаваме со уште еден голем човек на верата, со Аполос. Јудеец од Александрија, красноречив човек, или овдека зборот е логос, или ако сакаме да бидеме најточни, многу учен човек. Многу учен човек. Многу образован човек. Тоа е идејата. Зашто учените, образованите луѓе се филозофи, оратори, реторици. Многу добро знаат да говорат, да вклучат многу филозофии, многу да вклучат од науките во тоа време, во своите докажувања, во своите тврдења. Кој е упатен во писмата и поучен во патот Господов, со расплатен дух, и почуваше правилно за Господ, иако знаеше само за Јовановото крштевање. Тоест, неговото знаење за верата беше ограничено на она што Јован Крстител го говореше уште пред да се случи смртта и воскресението на Исус Христос. И ние ќе видиме овдека има во Ефес една група јудеи, кои се Јованови учители, кои живеат во некаков временски вакуум. Ќе кажеме нешто малку подоцна за тоа. Александрија, во времето на Павле, на Акила, Прискила и Аполос, е елинистичкиот центар на исток. Градот е основан уште во времето на Александар Македонски, кој тој тргнува да шири елинизам на исток. И Александрија станува тој центар за ширење на елинизам на исток. Центар на образование и трговски центар, меѓу другото.
Одовде се шири платонизам и филозофија на исток од Александрија. Тука е најголемата библиотека во тоа време, Александриската библиотека, која бројала повеќе од половина милион ракописи дела. Голема библиотека. И тоа е градот во кој што се развива филозофската мисла, посебно алегориската школа, која потоа и во христијанството продолжува преку Ориген и Климент Александриски и другите источни оци на црквата. Во тој град делува и најпознатиот јудејски филозоф Фило Александриски, кој действа точно по времето на Христос, неговото раѓање и после неговото раѓање. Тој е кој што целосно го платонизира Стариот Завет. Тоа сака да ги поврзе некако и да направи мешавина меѓу Мојсей и Платон. И го ја отвала целата историчност на Стариот Завет, историската страна, и го претвора Стариот Завет во една алегорија. Тоа е се што пишува во Стариот Завет, за жртви, за ритуали, за образување, се нема ништо исторично, туку ништо буквално, туку се треба да се свати алегориски. Се има духовно значење, нема реално и не треба буквално да се извршува. Тоа е идејата. И многу јудеи, меѓу другото, биле повлијаени од тоа учење и стануваат оние евионитите, тоа од тука потоа со помешувањето со христијанство се создава и првите јудејски ереси. Тие првите христијански ереси не се меѓу паганите, туку се меѓу евреите христијани, под влијание на тој платонизам. Како и да е. Оттаму доаѓа овој човек Аполос. Очигледно, не чуди дека бил многу добро образован, дека бил учен, дека бил добар оратор, красноречив човек. Тој доаѓа во Ефес, познато е од древност дека во Ефес имало голема еврејска колонија, која било тука поради бизнис причини. Ефес е центарот на Азија, Ефес е местото со развиена трговија, економија, и тука доаѓа една од Александрија, меѓу другото, еврејска колонија, која се занимава со трговија. И многуме да претпоставуваат дека и Аполос е дел од тоа општество, еврејско општество во Ефес, Александриско еврејско општество во Ефес. За него друго знаеме дека го познава патот Господов, бидејќи Јован Крстител говореше за патот Господов. Проповедта на Јован беше: прави, направете ги патеките за Господа. Јован Крстител проповедаше дека доаѓа оној кој ќе крштева со дух и со оган. Јован Крстител покажуваше кон Исус како кон Месија, како кон Спасител. Тоа беше учењето на Јован Крстител. И таквото учење го проповедаше многу ревносно и Аполос во синагогата во Ефес. И Акила и Прескила го гледат, го слушат, и кога го слушнале што збори, му кажеле: ти ништо не знаеш. Ништо не знаеш ти. Ма не тоа, Јован Крстител гледа, нешто знаеш, ама многу друго има тука, што ти, многу други работи што не ги знаеш. Не, види што направи. Кога го слушна Акила и Прискила, го примија кај нив, или буквално си го зедоа дома кај нив. Рекao, дојди сега кај нас дома. И поточно го изложија патот Господов. Сега, овде ке имаме степен на споредба, нели, суперлатив, како беше. Првиот, вториот, како се? Добро, подобро, најдобро. Најдобро е суперлативната форма. Првите две не знам кој втората беше. Како и да е. Степени на сравнување, или како се вика. Ако зборот точно, како беше тук, правилно говореше, а тука пак поточно. Коренот на зборот исти во едниот и во другиот случај, со тоа што, например, ако е точно, поточно е вториот збор. Имаме степен на споредба во кој што имаме по. Точно говореше, ама сега поточно му го кажа учењето на Христос. И што се случи?
Аполос, кој во секој поглед ги надминува Акила и Прискила, во знаење, во образование, ги слушаше. Слушаше и рече, вие знаете повеќе од мене. Во ред, ајде да видим што е тоа. Аполос би можел сосема, така, со својата филозофска гордост, како учен човек да им каже, што знаете вие о шаторџи таму? Ој, правете си шатори. Јас се знам. Го знам и Фило и... Не, тој ги слушаше. И што беше резултатот на тоа? Тој стана уште поуспешен во неговото говорење, во неговата проповед. Тој слушнал од Акила и Прискила за Ахаја, за Коринт. И што рече? Јас сакам да одам во Коринт. Па тоа е центарот на филозофијата. Јас ќе одам таму да им кажам на тие луѓе за Христос. И тоа целото учење веќе го имам. И му каже Акила и Прискила, ти си човек за таму. Да, ти си човек за таму. И испратија писмо во Коринт и рекоа, примете го. Ова е добар брат. И тој отиде, вистински човек на вистинско место, остави се во Ефес. Се остави во Ефес. Тој беше во Ефес, таму беше местото. И тргна по еден тесен пат во Коринт. И не случајно, не поминало многу време, зашто наскоро после тоа Павле ќе напише послание. Првото послание ќе го напише, кога ќе дојде во Ефес, ќе напише послание до Коринт. И во тоа послание тој ќе го спомне Аполос. Бидејќи Аполос ќе има влијание во црквата во Коринт, не случајно, со својот филозофски, ораторски талент, харизма, тој оставил луѓе. И црквата во Коринт, и се тука е она, може да наречеме, контраст меѓу Павле, Аполос, Петар, сите тие имале влијание во црквата во Коринт. Павле основа црквата, Аполос дојде таму, ревносно да проповеда за Христос во синагогата и партал да ги прави јудеите. Тоа е така заклучува текстот. А пак мнози на јудеи дошле од Јудеја, слушајќи го Петар, оној кој го видел Христос и живел со Христос. И имало и таква група. И Павле кога пишува на тие коринтини кои имаа можност великани да слушат словот великани, Павле им вели, вие сте духовни џуџиња. Џуџенца. До тамера сте духовни џуџенца, што дури не можам ни духовни да ве наречам. Вие сте телесни. Зошто сте телесни? Бидејќи сте испокарани, бидејќи секој од вас вели его ими Павлос, а другиот вели охи Павлос, Аполос нема како него. Видите како филозоф, какво учење има, како збори. А Павле, тој не знае ни да збори. Тој е само за Исус воскреснатиот, распнатиот збори. А пак некој каже, не, его, јас сум Петров. Тој го видел Христос како оди на крстот. Тој го слушал Христос во живо. И Павле вели, вие само велите, јас сум. Само вашето его го говорите. И кој на кого припаѓа и сакате да се докажете кој припаѓа на некој поголем учител со некакво поголемо учење и така ти си поголем од другиот. Заради тоа. А тие великаните, вистинските, велја не јас, не его ими, Христос кој живее во мене. Не јас, но Христос кој живее во мене. Тој прави се. Нема да слушнете од нив јас. Ке слушате само не јас. Охи его. Не јас, но Христос кој живее во мене. Зошто го кажам тоа? Зашто за жал. И денес има, може би не древни имена, но средновековни, ренесансни имена од луѓе христијани кои велат јас сум таков, јас сум онаков. Моето е посупериорно од твоето. И не во оние удобни филозофски столови во Коринт. Меѓу другото, луѓето во Коринт, обичните, светот почнал да се смее на тие луѓе во црквата. Зошто? Зашто дури отишле кај градските судии кои не се христијани да се докажуваат кој е поправ, кој е поголем. И вика се смеат луѓето на вас.
Како што денес ги читат луѓето од светот Facebook статусите на христијани кои се карат, се касат, се јадат едни со други. До себе истребување. И какво е тоа сведоштво? Само што тие столови филозофски удобни се заменети со удобни, па сега компјутерски столици направија, така удобни, подпрени, се докажуваме кој е поголем, кој е помал. А Христос рече, по љубовта ќе ја познати, по сведоштвото што ќе го имате за мене во светот. Тоа е нашата мисија. Ние живееме во општество во која тој докажуваше Аполос дека Исус е Христос. Ние живееме во свет во кој 99% не знаат дека Исус е Христос, дека Исус е Спасителот, Месијата. Тоа го докажуваше Аполос, дека Исус е Месијата. И така, јас стварно ми е много тешко ми веќе одсеков и интернет и Фейсбук од мојот живот, зашто не можам да ги читам тие работи. Тука таму ќе слушнам од некој, ќе ми каже, пак ќе ме растрепери, ќе ме растревожи. Не. Ние го имаме истиот дух, истото слово, истата сила, истата благодат како тие духовни джинови. Не за да останеме пигмеи, туку да надраснеме со нашиот копнеш во Словото. И така, додека беше во Коринт, Павле мина низ горните земји и дојде до Ефес. Значи, помина низ Фригија, Витанија, каде што одеш на првото патување, се симнува надолу на југ кон Ефес. И таму сретна некои ученици и ги праша, кога поверувавте, примевте ли Дух Свети? Се таа фраза малку сакам да... И тука пак да кажем колку тие човечки некои дела стануваат навистина култови. Кога поверувавте, примевте Свети Дух во King James превод, кој за многумина е светиот превод и никој не сме да чита друг превод, и тоа е пак фетишизирање на едно човечко дело, зашто преводот е човечко дело. Таму е преведено, откако поверувавте после, примевте ли Свети, го примевте ли Свети Дух. Со тоа се почнува да се градат тие учења за некаква втора благодат. На човек ќе поверува во Христос, а потоа треба да се моли да чека да дојде некоја благодат, Светиот Дух да дојде, дарот на Духот да го добие. Во новиот King James превод ова е тргнато, поправено е. И пишува, кога поверувавте, тогаш кога поверувавте, дали примивте Светиот Дух. Зашто Светиот Дух, примањето на Светиот Дух и верата се неразделливи дејства. Павле ги прашува галатјаните, вие кога го примавте Светиот Дух, кога го исполнувате законот или кога го чувте Евангелието? Во моментот кога го чувте Евангелието и кога поверувавте во Евангелието, вие го добивте Духот. Или во 8 глава им вели, секој што верува, го има Духот во себе. Како и да е. А тие му одговори, ние не сме ни слушнале дека има Дух Свети. Сега, не верувам дека јудеи не слушнале за Светиот Дух, бидејќи во Стариот Завет првите стихови говорат за Духот кој лебдеше и во целиот Стар Завет се спомнува Светиот Дух. Меѓутоа, овде кога тие говорат за онаа служба на Светиот Дух, онаа новораѓање, она што доаѓа со Христос, со верата во Христос. Тие не знаат за тоа. Зошто? Зашто тие го имат само и во новото крштење, тоест она што Јован Крстител го учи за Месијата што доаѓа. Разбирате? Тоа општество, јудејско општество во Ефес, очигледно не е запознаено со Христовото учење. Очигледно не е запознаено. Јас верувам дека мојот став е дека тие дури не знаат дека Христос умрел и воскреснал. Тие се во еден таков временски вакуум како што има во, например, во Америка во средината на 18 век, кога ја населуваат и се уште се британска колонија, имало не оддалечни таму во планините селца, градчиња, со школи, со се, кои училе во школата дека се британска колонија, дека се поклонуваат на британскиот монарх, а веќе 30-40 години Џорџ Вашингтон објавил независност и веќе имат свој устав и така натаму. И кога доша некои патници и виде дека тие се уште се учат на снимните документи на се стои британска колонија и така натаму, рекле, одамна веќе не е така. Нешто слично се случува со тие
луѓе, тие знаат за Јован, знаат за Месијата што доаѓа, ама не слушнале дека веќе се случило след тоа дека Христос умре, воскресна и така натаму. Така, нивното учење е ограничено, Павле им објаснува. И се крштаваат во Христос и полага раце, доаѓа Светиот Дух и ние гледаме една нова манифестација на Педесетница. Се случва истото. Ама не е за чудење. Зошто? Тоа се случи на Педесетница во Ерусалим, тоа се случи во домот на Корнелиј. Во двата случаеви Петар беше таму. Петар го и се случи истото и во Самарија. И се тоа беа некакви нови области каде што јудеите беа присутни таму или полујудеите и имаше јудеи и во домот на Корнелиј кои требаше да видат што се случува кога еден неевреин ќе поверува, истите знаци, истите манифестации и на Педесетница и во домот на Корнелиј каде што имаше јудеи и каде што Петар им рече: сега, што може ли некој да забране да се крстат кога видовте што направи Светиот Дух, истото што се случи и со вас во Ерусалим. И сега овдека имаме пак јудеи, ама овдека е Павле. Тој му го кажува Евангелието за Исус Христос, полага раце и го гледаме она што се го има и во службата на Петар. Апостолството на Петар, на Павле, сведоштвото за Исус, воскреснатиот, распнатиот, погребаниот и распнатиот се потврдува во оваа ситуација. Со овие јудеи кои се во тој временски вакуум, кои се изолирани од сите тие случувања и кои дури не знаат дека се реалност, дека се факт. И така, која е причината за сите тие работи? Дојде Светиот Дух. Светиот Дух се симна. Светиот Дух беше и во Павле, и во Аполос, и во Акила и Прескила, а сите тие луѓе, во сите ситуации гледаме дека само Светото Писмо, сведоштвото за Исус, Словото, беше она кој разграничуваше едно од друго. Во Коринт го проповеда на јудеиците Словото, потоа отидоа во Ефес, таму видоа луѓе кои не се докрај упатени, им го кажаа Словото. Тоа го направи Акила и Прескила со Аполос, тоа го направи Павле со овие 12 јудејци кои биле ученици на Јован. Цело време Словото е она што е како клучен фактор и действото на Духот за таа служба. Таа благодат кој доаѓаше и кој правеше од нив големи служители, посветени на Господ. Или гиганти на верата. Нема друг начин, нема тајна. Нема некоја посебна мистична некој мистички клуч кој ќе отклучи и ќе направи нешто да се случи наеднаш, ние да станеме некакви духовни гиганти. Нема. Како што има физички закони, бела, тоа е правилото и не може да има друго, така и во нашиот случај. Само нашата поврзаност со Христос, само нашиот копнеш, секојдневен копнеш кон Христос, да растеме во познавањето кон Бог, преку посветеноста на Словото, во изучување, во молитва, во проповата на Словото, поучувањето, ние можеме да бидеме, да растеме во таа духовност, да растеме во нашата служба. Има еден познат, една интересна анекдота, која е смешна, се случила во времето кога еден познат француски научник, Жорж Буфон, бил член на Академијата на науките во Франција и да не решил во неговиот двор да ги покани колегите, сите членови на Академијата. Во сончево убаво време, во дворот имал еден глобус. И така разговарајќи се, дружејќи се, некој од научниците отишол
кон глобусот, така да го раздели, му била интересна изработката, и кога го допрел се зачудил зашто страната што била изложена на сонцето не била топла, а била топла страната што била изложена на сенка. И ги повикал колегите, физичари, химичари, и почнале да се врткат и да дават научни обяснувања. И Буфон ги гледал, ги слушал и по едно време рекол: ајде да го прашаме што ми го прави градинарот таму, што се грижи за дворот. Тој може би ќе ни каже некое учење што ви не го знаете. И тој дошол и рекол: пред малку видов дека страната што е изложена на сонце многу жешка, па решив да го свртам така и да се згрее другата страна, да не му стане нешто. Нема друго обяснување. Тоа е физичкиот закон. Ако не едно тело изложено на сонце, тоа ќе се загрева. Ако е на сенка, нема да се загрева. Нема друг закон. Нема друга тајна во духовниот живот. Луѓето се обидуваат тајни пракси, духовни, мистични. Не, единствено нашата изложеност на Христос, кон Христос, неговото слово, неговата светлина ќе не загрее. Единствено нашиот копнеш по Словото. Го имаме ли тој копнеш кон Словото? Копнежот кон Словото, да го изучуваме. И кога ќе се разбудиме наутро, дали нашата прва мисла е кон Бог, да си помислиме за Него, ни даде уште еден ден, како што Тој мисли за нас. Дали пред да си свариме кафе, ќе помислиме за Него, и кога ќе си свариме кафе, дали ќе седнеме заедно со Него да направиме план за денот. И кога ќе го направиме планот за денот, дали заедно ќе го извршиме тој план за тој ден. Кога ќе излеземе да видиме благослов за тие луѓе. Да бидеме сведоци за тој свет. Да се испреплетаме преку Духот со неговиот живот. Зашто Духот нема да не води кон други патеки, освен кон онаа патека по која Христос не води. Светиот Дух нема да изобразува во нас друг живот, освен животот на Христос. Копнееме ли така ние кон тоа Слово на Бог, секојдневно да се храниме со Него, да се подложуваме на таа светлина во присуството на Духот, во еден копнеш, во молитва, да бидеме со Него. Копнееме ли да бидеме со Бог? Тие луѓе се издигнаа во тие височини, единствено поради таа нивна посветеност, решеност да се посветат на Бог. По тесниот пат. Не патот што го нуди овој свет, тесниот пат. Во близината и заедништвото со Бог. И тоа треба да биде нашата цел. Не се ништо поразлични од нас. Истите луѓе како нас. Истата благодат действувала како што действа и денес. Истиот Дух не остарел. Тој Дух. Истиот Дух е. Исто е Словото. Само копнежот не е истиот. Ние можеме да бидеме великаните сите, кога нашиот копнеж ќе биде првенствено кон Него, познавањето на Бог во Словото и молитвата, а тоа со сигурност ќе не смирува и ќе не насочува кон правилните цели во животот. Господ да не благослови и да не води во таа насока. Да се молиме. Татко Небесен, и Ти благодариме за овие примери. За овие луѓе кои гледаме дека овој живот навистина за нив е ништо, е ѓубре, е измет. Во споредба со тоа превозвишено познавање на спасението, на вечниот живот на Христос. И се молиме, Господи, дај ни го тој копнеш. Дај ни, Господи, копнеш да растеме во верата, во познавањето на Тебе, во тоа познавање преку кое сета светлина и сета скапоценост на овој живот ќе се види како суета. Се молиме, Татко Небесен, Ти смирувај ја во нас го телото. Не дозволува да се претвориме во едни телесни христијани во кои ние ќе се изјавуваме. Туку Тебе, Господи, да Те промовираме. Спасението. Распнувај не, Господи, секојдневно. Распнувај нашата грешна природа, за да живееш Ти во нас. И не ние, но Ти и Твојата сила да се покажува.
се молиме, Татко Небесен, за Македонија. Спаси ја, Господи, Македонија. Во таа темнина на суеверие, на идолопоклонство, Ти, Господи, давај ни смелост да го проповедаме Твоето Слово, да сведочиме за Тебе. Дека Ти си Исус Христос, Исус Спасителот. Се молиме, Господи, давај ни мудрост како да живееме, како да зборуваме. Давај ни мудрост, Господи, како да градиме тело на верници, во кое ќе се покаже на крајот повторно Твојата благодат, ќе се покаже Твоето дејство и Ти ќе се прославиш. Во името на Исус Христос, нашиот Спасител и Господ, се молиме. Амин. Амин. Добро, да го славиме Господ. Steno Ti zasolni me, pregratki svoj sokri me, voda neka poteče, od grefta me izmije, steno samo Tvojta krv briše moji grevovi. Site dobri dela moj, slavi se moći Tvoj, i štom solzino nam jas, onih celna potona, ništo ne mi pomaga, vi na
небото речи од Твојата слава и целиот свет на Тебе денес Ти отдаваче. На небо и земја ке пеат на глас и се ке одекнува, а Ти си царот над се. Да јас ке те славам, јас ке те славам, Исусе, Ти си Бог. Пред Тебе ке дојдам, јас да се поклонам, Исусе, Ти си Бог. Вечниот цар, тој е со нас, дури и светот да се руши останува. Алелуја, алелуја, Ти си цар, те славам јас. Алелуја, алелуја, Ти си цар, те славам јас. Да јас ке те славам, јас ке те славам, Исусе, Ти си Бог. Пред Тебе ке дојдам, јас да се поклонам, Исусе, Ти си Бог. Исусе, Ти си Бог. Слава на Бога. Dobro. Родендени има ли? Нема. Dobro. Друга вест, некоја сообщение. Пред една недела беше Великден и не знам дали веќе заборавивте, треба да подсетиме дека Христос воскресна. Нели? Да. И веќе нема да се подстуваме, научивме. Да. Катија има роден ден. Ајде. Мола? Добро, ајде. Ајде. За роден ден и кај нас секој ден е Великден. Народ вели дека не е секој ден Великден, ама кога има роден ден и секој ден може да има. Добро. А Бог на надежта нека ве исполни со сета радост и мир во верата.
па преку силата на Светиот Дух, вашата надежда се преумножува. Римјани 15:13. Така, Катја со Филип и со други луѓе се редовни дел се од собирањата во среда и знам дека сме се молиле многу, помина низ борби кои ги војувавме во молите заедно, Господ се пак направи да биде добро и ние се молиме понатаму да биде така. Бидејќи Духот прави да се преумножува таа благодат во нас. Па да се молиме. Ајде. Татко Небесен, ние ти благодариме за Катја. Ти благодариме, Господи, за тоа што ти покажа добрина, благодат. За тоа што, Господи, во тие периоди на борби, на слабости, на стравови, ја задржа верата во Тебе, го повикуваше, Господи, Твоето спасение и Ти, Господи, покажа верност. И ние се молиме, Господи, и понатамо, како што, Господи, Ти си верен секогаш, да ја чуваш во едно совршено здравје, да ја даваш, Господи, сила во телото. Се молиме, Господи, Ти да промислиш сите други тешкоти кои ги имаат како семејство. Се молиме, Господи, за финансиски благослови, се молиме за работа во која исто така ќе имат благослов од Тебе во секој поглед. Се молиме најмногу од се, Господи, низиното срце да се топи пред Тебе, да биде обликувано, Господи, од Твојот Дух. Таа благодат која Ти ја даваш да се преумножува преку Духот, да се надева на Тебе, да копне, Господи, по Тебе и верно, Господи, да оди по Твојот пат, служејки Ти на Тебе. И оставаме, Господи, на Твојата благодат Те предаваме во Твоите раце и Ти, Татко Небесен, си семокниот Бог, полн со добрина и љубов, Ти, Господи, води ни животот. И дај послушно срце кој ќе те следи Тебе. Во името на Христос, нашиот Спасител и Господ, се молиме. Амин. 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 Среќен роденден. Да, добро. Друго, ќе ви кажам вако. Значи, изминатава недела, во понеделник на почетокот на седмицата почина Виолетка, една наша сестра која уште од почетокот беше со нас и беше дел дури од тоа основање на црквата. Меѓутоа, последните години старост и други работи го направи своето и почина. Неочекувано, може би, за нас, очекувано за Господ. Беше погребот во вторник. Семејството кој инако не оди на црква, ја знае незината желба и ме повикаа мене, јас да го извршам погребот. И знаев дека таму ќе видиме само јас и Краси. Луѓето кои веруваат, другите се нели. И Оливера се извинувам, да. И Оливера беше со нас, да. Се извинувам, да. И така. Знам дека таму има по дефолт веќе поставено, тоа е работниците го прават едно како саќе за свеки и таму се наредени свеките и сите тие нешта. И сегош, и знам дека таму пред мене ќе има луѓе кои одговараат и со такви ситуации кои се мрштат кога говориш од Евангелието и така натаму, но тоа е нашата мисија. И во таквите места да влеземе и да кажеме за Христос. Зашто можеби тоа е единствената можност да слушнат. И знаете што се случи? Почнав да говорам, зборовите на и Христос од Јован 14 глава, првите 6 стиха, кој почва не плашете се, да не се плаши вашето срце, верувате во Бог и во мене верувате, и завршува јас сум патот, вистината и животот. Така еден преглед на Евангелието. И почнав да слушам зад мене некакви такви довикувања, дофрлувања. И секој пат инстинктот во такви ситуации дека некој провоцира. Меѓутоа, кога пак така се слушнав зборови на одобрување и на восхит. И после во
овој неформален дел, разбрав дека има таму луѓе кои за прв пат слушнаа и рекоа, ова е погреб што никогаш во животот не, ова е вистински погреб, на надежни зборови и така натаму. Се надевам дека ќе продолжат некои контакти и понатаму, за да може да се продолжи на таа. Но идејата дека Бог, дека не постојат лоши добри места. Бог секаде сака да бидеме светлината за неговото евангелие. И така, во секој случај не сакав само да кажам за Виолетка, некоја знаат. Во среда сме овде во